Поштувани присутни, денеска ја одбележуваме неделата на циркуларна економија, која веќе започна вчера. Ова е втора година што Цивил заедно со партнерите од иницијативата Логекс ја одбележува со цел да се помогне во проучување, меѓутоа и давање на значење за тоа што представува циркуларната економија и како таа може да ни помогне во економскиот развој на нашите земји, како кај нас во Северна Македонија, така и регионално на Западен Балкан. Заедницата Логекс е формирана во декември 2021 година и е партнерство посветено на премостување на јазот помеѓу високото образование и пазарот за вработување во Западен Балкан. Се фокусира на градење на човечки капитал, заеднување на циркуларната економија и поттикнување на одржлив развој. Логекс заедницата има за цел да создаде посветла, во нашиот случај, визијата за зелена иднина да стане реалност. Членовите на Логекс заедницата, Балкан форум, Билд Грин груп од Албанија, Центар 21, код Јајца од Босна и Херцеговина, Цивил со организацијската единица Грин Цивил од Северна Македонија, Меѓународниот коледж Универзум од Косово, иницијативата за правата на младите од Србија, Асоциацијата за демократски просперитет, се извинувам, ЗИД од Црна Гора, се партнери кои што оваа година, оваа недела ја одбележуваат со низа активности, се со цел со цел да се придонесе промовирање на практиките за циркуларна економија, вклучувајќи различни актери, вклучувајќи некаде академијата, некаде повеќе граѓанските организации, меѓутоа и бизнисот, експертите и се разбира медиумите. Денеска во втората сесија, која што е со нашиве партнери од Логекс, и ќе зборуваме за неделата на циркуларна економија на Западен Балкан, регионални искуства. Со нас онлайн треба да го имаме Астрид Истрефи, извршен директор на Балкан форум Косово, Селена Агатоновиќ од иницијативата за правата на младите од Србија, Газмен Берлајоли од Балкан форум Косово, како и Самир Бихарич од Косово. Да се зборува за циркуларна економија, значи да се зборува за ефикасноста и ефективноста на економските активности, за тоа како продуктивноста, конкурентноста и економскиот раст добиваат нови развојни патики кои се одржливи. Сметам дека овде клучниот збор е на одржливост. Некогаш збор кој што само гласно го надгласуваме, а никогаш реално не го правиме. Глобализацијата и економскиот модел на зголемување на потрошувачката и само црпење од природата и природните ресурси во последните декади е драстично зголемен. Следствено на ова, на планетата Земја и се потребни година и пол за да го обнови она што го користиме, односно го трошиме во една година. Како цивилизација се соочуваме со овој дисбаланс со кој се испречува и пред одржливоста на нашата економија. Земајќи ги во предвид овие случувања, ние мора да развиваме свет за потребата од усвојувањето на циркуларниот пристап во економијата, кој веќе не е спореден аспект, туку централна тема која треба да насочува во се што правиме, затоа што се однесува на сите економски сектори, тоест на нашиот живот, а во себе содржи локална и глобална компонента. Првата, можеби и најважна перспектива во трансформацијата на економиите е тие да вложуваат во креирање на производи кои имаат поголема долготрајност и истовремено да може да се рециклираат за целиот циклус да биде одржлив. Клучен момент во овој процес е и нашето вложување во енергетска ефикасност и производство на енергија од обновливи извори. Забрзаното напуштање на фосилните горива е клучниот и највиталниот аспект од зелената транзиција. Ова вклучува проширување на употребата на соларна, ветерна и хидроенергија, како и инвестирање во енергетски ефикасни технологии и инфраструктури. Евидентен е фактот дека живееме во свет во кој еколошката криза, глобалната геополитичка динамика, политичките турбуленции и тековната трансформација на моделите на производство и потрошувачка се алармантни.
На глобално ниво се говори дека ова е крај на вообичаениот бизнис. Едноставно, не можеме да продолжиме со праксата која вклучува 30% од населението да биде без пристап до основните услуги за управување со отпад, а од друга страна, со апатија да го следиме растечкиот број на диви депонии кои стануваат опасност за поздравието на сите граѓани. Ние како влада го препознаваме непотребното создавање на отпад при секојдневното консумирање на производи, како и финансиските, еколошките и социјалните трошоци на создавањето на непотребниот отпад и потребата за соодветно управување со нашите лимитирани ресурси. Од тука првичен фокус ставаме на превенцијата, спречување на создавањето на отпад. Вклучувавме истражување и се чини дека земјите многу се трудат да развијат различни стратегии, да препознаат каде има пресеци помеѓу тие стратегии, помеѓу циркуларната економија исто така се фокусира на користењето на ресурсите, што ги штеди природните ресурси и енергијата. Значи, ова е многу поширок принцип од само управување со отпад или рециклирање, или пак некои други компоненти на циркуларната економија, ако можам така да се изразам. Сега, самиот факт дека оваа недела работевме во партнерство за циркуларноста, говори многу дека без меѓусекторски и меѓугранична соработка може нема да успееме да ги трансформираме нашите економии, за да придонесеме на SDG, на целите на одржлив развој, на целите на климатските промени, и не е нешто на кое што може да работи секоја земја одделно. Мора да разбереме дека само 6 балкански земји треба да работат заедно. Логик заедницата и нашата мрежа, ние им даваме поддршка од аспект на промовирање и кревање на свеста. Би рекла дека сега со интернет вражување и со социјалните медиуми може повеќе да се влие, особено кога станува збор за циркуларната економија. Исто така за пристапување на граѓанските организации и сите чинители, но и луѓе кои што сакаат да придонесат, а тоа се младите. Можеме со да зборуваме што се случува сега и овде и што се случува во светот околу нас, но мора да размислиме и за еднината и како младите кои што живеат сега и овде ќе бидат двигатели на тие промени и ќе бидат оние кои што во едината ќе ја преземат нашата работа што ја вршиме денес. Оваа мрежа сметам дека е многу важна затоа што покажува дека нашиот регион, што секогаш бил конфликтен регион и секогаш имал проблеми, но кога станува збор за комуникацијата, покажуваме дека е возможно и дека можеме да соработуваме, да комуницираме и да решаваме или пак да работиме за решавање на проблеми. И има два пристапа. Владата се обидува да работи и да направи добар систем, постави добар систем, да работи со општините, да воспостави систем што ќе биде поефикасен долготрајно, да се премине од линеарна кон циркуларна економија.
Исто така, како што спомена Астрид, амбасадорот од шведскиот амбасадор направи брифинг дека Шведска, дури Шведска се соочува со одредени предизвици при постигнувањето на своите цели, но дека сме тргнале по вистинскиот пат и навистина сме горди што сме воспоставиле ваков систем, па и символично се придвижуваме со нашите дела и со нашиот активизам, се обидуваме да кренеме свест дека ова е вистинскиот пат кон иднината. Се отвори добра дискусија, има поставено патоказ кој што беше усвоен пред неодамна во соработка помеѓу UNDP и владата. Има хаб за циркуларна економија активен сега во Косово и има неколку административни структури кои што се воспоставени, кои што треба да го регулираат, на локално ниво, што е една од компонентите кои што треба да се воспостави, барем во иницијалната фаза. Во Босна и Херцеговина, како што самите знаете, Босна и Херцеговина е земја со длабоки етнички недостатоци, големи поделби помеѓу населението врз основа на етникумите на религијата. Минатата годинава се обидовме да ги споиме, различни етникуми, особено деца, со помош на циркуларната економија како алатка. И токму затоа во Босна и Херцеговина во моментов имаме две невладини организации, две членки на заедницата Логекс, тоа се ТН21 од Сараево и CEO, Центарот за едукација и социализација. Тоа е нова невладина организација. И тука ние ги поддржавме нивните програми и проекти. Двете невладини организации работат неделава со млади луѓе од различни етнички заедници во Босна и Херцеговина. Замислете во Бих. Имаме две училишта под покрив етнички сегрегирани, например, бошњаци деца кои што по религија се муслимани, имаат посебни училници во иста училишна зграда, онивите хрватски врсници кои што се католици. Имавме во Јајце во Централна Босна настан, каде што се организираше работилница за овие две групи деца, што ќе им овозможи не само во овој проект да изработуваат органски торби за отпад, туку ќе ги сплоти на начин како што вообичаено не се прави, затоа што тие живеат сегрегирано, особено во нивните училници. И во таа смисла, длабоко го цениме не само промоцијата и имплементацијата на принципите на циркуларната економија, туку уште повеќе, еден уште подалекусежен ефект дека циркуларната економија, еколошките програми и управувањето со отпад може да придонесе кон доброто на економијата, на земјата и на општеството, особено ако инвестираме во нашите млади. Пакомак е компанија, организација формирана од 11 компании од индустријата, претежно индустрија за пијалаци, значи пиварите, водари, сокарите и така натаму, но во Пакомак во моментов членуваат над 800 компании од земјава кои пуштаат на пазарот во Македонија околу 49 до 50.000 тони годишно, што е некаде помалку од половина. Во Македонија проценка е дека се пуштаат годишно околу 106.000 тони отпад од пакување. Наша цел, имаме три основни цели. Прво е да поставуваме инфраструктура од која граѓаните ќе може да направат примерна селекција. Второ, да организираме собирање од таа инфраструктура одделно, значи да не биде со ист камион како што се случува некои општини. Од сите континери со редична боја да оди заедно со комуналниот отпад.
И третата работа е да работиме на подигање на јавна свест кај граѓаните за да прават примерна селекција. Што е исто многу битна компонента. Ние на почетокот мислевме дека доволно е само да поставиме контењери и граѓаните многу природно дека ќе селектираат, но не е така. Напротив, имаме во моментов општини каде што според некој норматив што го имаме се покриени целосно, а не функционира соодветно примарната селекција затоа што не се свесни за бенефитите од тоа. Тоа не е некој традиционален бизнес модел како го собираме отпадот, тоа што во моментов ни е ново. Претходните соговорници спомена има само 4 машини за собирање пластика, има повеќе, само Пакалнак има 27, од кои 25 се во Скопје, плюс паркинзи општина Центар има околу 20-на. Така да има 50 апарати за собирање пластични шишиња и лименки, она што нашите ги прави ги издвојува од останатите. Да речеме, минатиот месец ние почнавме со новиот концепт на машини од после нова година. Минатиот месец април собравме околу 250.000 шишиња од овие 25 машини. Очекуваме со истите машини со некоја подобрување на ефикасноста, разместување, бидејќи насите се во супермаркети и маркети. Очекуваме да собираме околу 400.000 шишиња. Веќе во септември очекуваме нови 27 машини. Така да Македонија, ако гледате по некој искуство другите земји, Македонија би можела да се покрие, доколку се покрие со околу 400 до 500 вакви апарати, би можела да ги собира без малку, зависи од која мотивација им давате на граѓаните, може да собира без малку 80% од пластичните шишиња или лименките што се пуштаат во земјава и ние работиме на тоа. Пошто денеска е темата циркуларна економија, така да од стара хартија до производ успеавме да сето тоа да го собереме, и да додадеме вредност и на крај да имаме еден производ. Од владата ние добивме последните 2 години, да кажам, и помош, од каде што 20% од она што го инвестиравме ни се врати. Така да ја пофалам и тоа дека веќе имаат сенс за ова што го работиме. И мислам дека, не знам дали моиве компании се едини пример од домашно, мислам, собствеништво. Знам дека има повеќе вакви примери кои се, например, со странски капитал, да кажам, како што е DS Smith, нели? Тука, навистина, не знам дали има вакви примери истиве примери од македонски собственици, би било подобро да ги има, затоа што ова е навистина нешто самоодржливо и што како модел може добро да функционира. Прво, кога зборуваме за циркуларна економија, треба да ги гледаме тие два круга кај нас. Едниот е она рамка која што ни ја поставува државата, и вториот круг е она што го прават компаниите во моментот и што треба да направиме заедно за една подобра иднина во имплементирање на овие сегменти од циркуларната економија. Во тој дел, според мене, треба да се направи една рамка, како што спомна министерката за екологија. Ние имаме закони, да. Јас ќе ви кажам дека тие закони се имплементираат преку правните субјекти кои што ние како компании при секој увоз на роба плаќаме на ваквите колективни собирачи, како што беа претходните пак омакнува од патисите, во однос на увозот на нашите производи согласно килажата, одреден фи кој што оди во државата. Јас ќе ве информирам, пошто заложбите се кон одење на зелена економија, каде што влегува и дигитализацијата и сите тие аспекти, тие цени се зголемија за дупло. Меѓутоа, во секој бизнис, кога нешто ќе платите, ќе вложите, на крај ние го калкулираме тоа во секој производ кој што оди до крајниот потрошувач. Тој крајен потрошувач ја плаќа на крај цената, а ние ако сме конкурентни ќе продадеме повеќе или ќе продадеме помалку. Меѓутоа, не само тука ја креираме конкурентноста во рамките на нашата држава, него тие производи со овие
поголеми трошоци, давачки, кои што одат за екологија, дали тие и надвор ќе бидат конкурентни за да ние бидеме и извозно ориентирани, каде што се стремиме. Циркуларната економија всушност е екологија. Тоа е еден концепт во кој што најчесто компаниите, кои што се производители на добрата, кои што ние ги користиме, во принцип треба при процесот на производството и при процесот на нивната употреба да се создаде најмалку штетни материи или да се создадат материјали кои што може да се рециклираат. И затоа повеќе ја вбројувам кон екологија. И сега во минатото, кога имаше во Македонија и повеќе весници и поголеми редакции во кои што, да речеме, економска и редакција за екологија броја по десетина луѓе, имаше и поголема можност да се следат настаните. Како стана редакциите помали, а бројот на медиумите поголем, и како стана новинарството професија во која што повеќе се брка сензационализмот, односно дневно-политичките настани и сензационалистички настани, повеќе почна да ги интересира новинарите кој како се облекол, кој што кажал, кој каков гаф направил, толку помалку оние битните и важните теми стана дел од работата на новинарите. Не велам дека нема интерес, значи има интерес, меѓутоа во принцип редакциите немаат капацитет да ги следат сите овие настани. Дури некогаш се соочуваме со, да речеме, еве се предлагаат теми во дел од редакциите каде што сум работела, се предлагаат теми кои што се врзани со екологија или циркуларна економија, ама некако тие не се примамливи за читателите и не носат доволен број на кликови, бидејќи во принцип сега кликовите дали се на онлайн медиумите, дали се на телевизиите, кликови и гледачи, тоа едноставно носи реклами и тоа е некако најважно. Значи, ова го кажувам како критика, затоа што не е само екологијата тема која што е запоставена и циркуларната економија, туку има и останати теми кои што остануваат запоставени токму поради сличните причини. Не смееме да заборавиме дека циркуларната економија подразбира трансформација на светот во насока на зелените агенди кои го менуваат самото општество. Имаме една ситуација во која ние мораме да сватиме дека ако сакаме нашата земја и воопшто регионот, зборувам и за Србија, за Албанија и така натаму, да тргне во правец на трендовите кои се глобални, а тоа се одење кон циркуларна наместо кон задржување во линеарната економска, меѓутоа за тоа треба да зборуваме во мојот дел, но еве само да резимирам, ние ќе имаме проблем. Значи, исто така, исто колку што мора државата, институциите, исто колку што ние мора да имаме разбирање како корисници на услуги, купувачи, потрошувачи и така натаму, толку и бизнисот во Македонија, во Србија, во Албанија, во Грција, не е битно што не е посткомунистичка земја, но има една таква економска слика која е слична на останатите земји во Балканот, па и Турција, ако сакате, да сватат дека големите и па и средните и малите бизниси мораат да се навикнат на помали профити, а на подолгорочни, одржливи решенија внатре во процесот на нивното стопанисување. Ќе дадам само за крај една илустрација. Руските агресори бомбардираа од првиот ден цивилни цели, убиваат цивили. Меѓутоа, како се снајдоа украинските болници, например? Нели? Заради тоа што беше нападната и цивилната инфраструктура, струја немаше и така натаму, тие се снајдоа на тој начин што поставија колектори, сончеви колектори. Сега сите болници, сите јавни установи во Украина, во слободниот дел, кој е нели многу поголем од оној кој е под окупација и фронтови, сите тие и домаќинства, сите имаат сончеви колектори и се ориентираат кон
обновлива енергија, нели, која ја добиваат од сонцето, има ветерни централи и така натаму, кои ветуваат дека дури во овие тешки, трагични услови во кои е втурнати светот, а пред се Украина, по агресијата, може светот да одговори на креативен начин и да се задржи на курсот кон трансформации кои ќе донесат подобра иднина и на планетата и на нејзиното население.